назад во утринската на Телма и се разбира продолжуваме со нашиот следен гостин за два настани. Ќе зборуваме, едниот е утре, другиот е другата недела, но ќе искористиме приликата да ве запознаеме со се она што се планира и се она што веќе се подготвува, нормално ќе можете да го проследите и на Профемина, настанот кој што ќе се случува утре, настанот наменет за сите дами и оној настан кој што секоја година го привлекува вниманието со самото тоа што се одбираат најдобрите инфлуенсери, а инфлуенсерите сега во моментот не се во секојдневието во нашите апликации, односно социјални мрежи, па така што ќе биде интересно да се позборува и на тоа. Александар Наков, добре ни дојде пак во утринската. Благодариме за поканата. Секоја година традиционално, нели, кога станува збор за овие настани, ама интересни се во јавноста, па сакаме и оваа година, нели, преку утринската да ги запознаеме со содржините и плановите. Иначе директор на Color Media Plus, чисто, нели, официјално да те најавам. Како си? Добар е, со врски маце, со гужви, ама се сноѓаме. Така. Веднаш преминувам на главното, веројатно се е подготвено за оно што ќе се случува утре, да ги поканиме сите дами, нели, знаат дека ги имаат можност на различни панел дискусии да присуствуваат, за различни теми да се зборуваат, теми кои што ги интересираат нив и различни производи, веројатно и годинава ќе им бидат понудени и иновациите што се однесува до нив. Па ајде, што се однесува до Профемина, па првенствено малку за Профемина, за оние кои што можеби ги има такви и не знаат. Профемина, значи, е конференција која што ја организираме веќе 6-та година поред. Таа и лани ја организиравме на различни локации, овој пат ќе биде во Holiday Inn. Започнуваме негде од 9:30 изутрина па до 15 часот. Имаме 8 панел дискусии, каде што се разговара пред се за женски теми, така и Профемина насловена што сакаат жените и го бараме тоа прашање изминативе 6 години, уште не може да го одлучиме. Прв пат за оваа година ќе имаме и машки панел, каде што машки говорници, панелисти ќе пробаат да одговорат на прашањето што сакаат жените. Ние сме едни од ретките, вечна тема. А никако до одговор да стигнеме. Никако до одговор, секогаш е различен. Ние сме една тоа е конференција која што организира Color Media Plus под покровителството на нашиот магазин, нели, Убавени и здравје. Нема котизации, значи сите што сакаат да се пријават да присуствуваат на овој настан треба да пратат на Инстаграм профилот на Убавени и здравје или на мејлот што кој може да го прочитат на Инстаграм, да си резервират столче. Ама мора да резервираат. Да, мора заради тоа што интересот е голем и наеш ги делиме луѓето, наеш да не биде онака преголема гужва изутрин или да биде само накладне. За сите гости имаме, нели, пијалок, имаме кафенце, имаме подароци од нашите спонзори и затоа е многу интересна оваа конференција. Плюс имаме еминентни личности од доктори, инфлуенсери, познати личности кои говорат на разни теми. Така да темите не ги откриваме, со тоа што, нели, ако сака некој да присуствува, нека побрза, нека си резервира место за Профемина. Конференцијава е многу поучна за многу луѓе, има прашања, најчесто за докторите. Докторите ни се онака хит, да кажеме, на нова конференција. Докторите зборуваат претежно за разни теми, значи темите поврзани со мода и доктори, убавина, или има и сериозни здравје. Значи има здравје, да речеме, не знам, имаме како да немате вени, ако имате проблем, не знам. Значи има и сериозни баш теми. Во принцип се сериозни темите. Да речеме тие како се шминкате, што да користите, такви ствари што е здраво за вашата кожа, за вашето здравје. Во принцип се такви темите. Добро, веројатно и овие нови модерни, јас зборувам модерни во смисла филери, пополнување, нели, се тоа како плюс имаме, не знам, бисери на мудроста, каде што познати личности, да речеме, што имале некакво влијание во општеството, а сега се пензионери ќе зборат за нивното искуство, ќе им го пренесат на млади, значи интересна тема. Програмата е програмава ви е баш од најмладо до највозрасен. Да, таква е и публиката, значи што викаме од 18 години до 75 години. Може било кој да дојде да присуствува, единствено само треба да го резервира своето место заради распоред на панелите, и знаеш, може некој го интересира одреден панел, не секој, и он ќе дое само за тој панел. Имаме лотарија, имаме добри подароци од нашите спонзори, сите кои што доаѓаат попунуваат ливче, се влече после секој панел, може да се добијат стварно прекрасни подароци и она што е важно за посетителите, не треба да потрошат ниту еден денар кај нашата конференција, за разлика од други кај што се плаќаат котизации и такви ствари, овде е бесплатно и тоа е као
варијанта која што со години размислувавме и на сите ни викаат наплаќајте котизација, има убава програма, меѓутоа решивме тоа да биде као едно дружење со нашите читателки кои што цела година не следат и не купуваат. И сега да ги видиме во живо што се вика, малку да поразговараме со нив, да можат да прашат за прашање до Да им одговорите во да живо на темите кои што ги обработувате веројатно. Тоа е идејата. Тоа е што се однесува до профемина. Чекај уште нешто сакам. Ајде. Колку дамите од изминатите години се разбира го споделуваат искуството, колку се задоволни, на што се насочуваат, што им е нив најинтересно и да речеме оваа година не спомна теми, но веројатно има некои трендови за кои што треба да се зборува, па малку можеш да ми откриеш некоја ексклузива. Јас сум стварно изненаден што најмногу ги интересира здравјето. Да, значи сите жени ги интересира здравјето, а потоа се тие нови трендови во козметика, тоа е, како да речеме, второ нешто што ги интересира. Дали ова короната, дали нешто друго, гледам дека луѓето се повеќе внимаваат на своето здравје и тоа е главен акцент се става на сето тоа. И затоа и оваа профемина е повеќе таква. Значи претежно ги бараат тие теми. Да, тоа е. Значи Поврзани со веќе здравје. мода, стил, такви ствари не, и затоа што не правиме и други некои настани кои што ги обработуваме тие другите теми. Као што имавме една исто забава кај го испраќаме лето, така што можеше малце поинакви теми да се видат. Инфлуенсер ни е, нели, втора тема кај што нешто друго се гледа, така да ги имаме поделено на сите сегменти. Со тоа што овој пат е концентрирано само за жените и најмногу е за здравјето. Добро, и уште нешто. Спомна голема програма, дали е достапна, може да се види на може, Инстаграм? значи на Инстаграм имаме линкови кај што е поставена целата програма, кај што може да се види срцицата. Веројатно жениве нели сакаат и да се информираат кога да дојдат до одредена дискусија. Кои се панелисти, значи буквално имаме Резервациите модератори. се ден како ден или панел за панел, односно Значи може цел ден, а може и панел за панел. Добро. Да. Значи, Убави се овие информации, нели, за да се може знае. за одреден панел, значи имаме модератори, не се познати личности, не знам вашата колечка, не знам Снежа Велков води еден панел, не знам. Да, јавни личности како секоја година, така. Да. И во самиот панели учествуваат исто и јавни личности, така да ќе биде интересно. Да, во тоа сме сигурни. Имавме можност да видиме и од минатите години, поточно минатата година. Да. Додуша пандемиски беа. Таа че пандемиски многу незнади беше непосетена. Да, лани беше најпосетена, сите седеа со маски во салата, на растојание, али толку народ ја не очекувавме, искрено толку луѓе да ни дојдат на конференција. Значи сега чека и тroduplo повеќе оваа година, некако сите манифестации што се организираа пост короната, навистина бележат голем број од посетеност, што е навистина убаво, веројатно заради тоа што луѓе паузира и некако беа во страв живеевме изминатите години. Добро, секогаш се интересни, скандалозни, секогаш се случува нешто поврзано и непредвидено со инфлуенсерите, но сакале да признаеме или не, тие ни се дел од нашето секојдневие, го вртат светот генерално, ширум светот. Колку имаме ние прави инфлуенсери? Многу се дискутира изминативе денови на... Да, тоа секоја година размислуваме. Некои ги викаат дека ни се продавачки во наводници, демек само продаваат производи преку своите видеа. Некои викаат дека имаме инфлуенсери. Ние имаме работено значи со повеќе инфлуенсери и за повеќе клиенти сме ангажирали инфлуенсери. Реално самите клиенти кои ангажираат некој мислат дека ќе ја кренат продажбата, значи тоа се викаат продавачки. Така. Меѓутоа има инфлуенсери кои што нема да ти ја кренат продажбата, чисто само онака. Ке го подобрат можеби брендот, така. Да. И тоа све зависи од самиот инфлуенсер. Со кој работи, како работи, дали држи до тоа, што например мене ми е многу смешно кога не знам има инфлуенсери кои што рекламираат одреден накит и викаат ова е најдобар, завршува со работка, доаѓа другиот, не, сега овој е најдобар, па завршува пак е најдобар, значи тука веќе знаеш дека е тоа све за пари и дека многу не почитуваат некакви вредности. Не може да му се верува на тој инфлуенсер, како јас запоснал понатаму и кампањата трпи веројатно. В принцип инфлуенсерство треба да биде влијание кое што ти ќе го наметнеш со тоа што ќе го пиеш, ќе го кажеш, ќе го јадеш, например, и луѓето ти поверуваат дека тоа е тоа и ти треба сам да се увериш во сета таа приказна. Кај нас немаме такви инфлуенсери, со ретки исклучоци.
Меѓутоа реално има агенции и клиенти кои што работат со тие луѓе. Но и ги следиме светските Да. трендови, не викаме дека не треба да има Да, ваква да. манифестација, него генерално да полемизираме околу Точно, тоа колку ние- ние имаме баш по инфлуенсери што си го носат името инфлуенсер. Да, секоја година го правиме изборов, имаме два избора, речеме два во едно, со тоа што им даваме шанса на нови, кои Само што да кажам, сега се префрлуваме од профемина на Да, изборот за за инфлуенсер инфлуенсер, на годината, да. кој што е традиционален по четврти пат на 12 се на случува во 12 понеделник. ќе се случи со тоа што веќе трае, нели, беше пријавување, па сега имат задачи тие новите. А овие, да речеме, етабрираните, веќе познатите инфлуенсери, они нив ги гласат агенции и клиенти. Значи, кој не бил добар со некоја агенција или не бил добар со некој клиент, нема да му дадат поен, така да тука многу влие и нивниот глас, значи на самите маркетинг агенции, на клиентите со кои што работеле. Значи, кој како се покажал. Да, значи во принцип изборот тоа паѓа е на тоа. До некаде и право ободување. Да, Не само според колку френдови Не, има. значи тоа веќе бројот на фоловерси не е веќе Мерило. Пошто многу и купија. Знаеш, има сега на микрото се бара, да речеме микроинфлуенсери, каде што, например, ти, не знам, возиш мотори и може да имаш само 2000 следбеници, меѓутоа сите тие 2000 да ти бидат љубители на мотори. Така да Така е. кога ќе ставам јас кај тебе некаков пост, може да од тие 2100 стотина ќе ми купат мотор, а без разлика ти може да имаш и 200.000, ама да не ти се тој таргет. Така е, Знаеш, баш го кажа, таргетирани. Таргетирани. Сега е многу клиенти идат на тоа таргетирање да изберат такви инфлуенсери кои што ќе ја погледат публиката. Знаеш, Супер, што ми се допаѓа. да, тоа е сега некаков нов тренд. Нормално дека тие што се со илјадници фоловерси, дека тоа пробуваш таму и се надеваш дека ќе има некој од таа твоја публика, меѓутоа нормално дека таму е поскапа. Значи постови за еден пост сега се движи, мислам, во Македонија негде околу 400 до 50 евра на најефтиниот пост, во зависност колку 50 до работи. 400 евра? Да. Некако обратно ми го кажа. Да, 50 до 400. За пост. Пост. А Пост или стори? Па сторињата се поевтини, али тој рилот сега, што е, Да. тој се рачуна како пост. И сега, например, Тоа се ако кратки видеа, да појасниме, договориш, за- да речеме, неколку постови, така да некоја кампања може да заработи некои инфлуенсери од 2 до 3.000 евра, што е добра заработувачка за Македонија. Да, дефинитивно. Добро, во колку категории како се поделени да ги По принцип класифицираме? имаме 9 категории, не знам, food категорија, instamen, fashion, beauty, makeup, entertainment, art. Имаме и млади и веќе нели истакнати инфлуенсери. Младиве ги гласаме ние во зависност од постовите кои што имаат они задача, например, да направат 2 фотографии и да видиме како они тоа ќе го А, тој е цел искомуницираат. процес, значи Тој е цел не процес, да, тој не. си инфлуенсер па чека да видиме да го ставиме. Например, категорија одредена бјути имаме одреден спонзор, тој им дава производи Аха. и тие мора да направат 2 фотографии и потоа ние ги оценуваме тие фотографии, како е направена фотографијата, што ставил под коментар, дали искористил хаштази, Инаков, како вака, го искомуницирал. генерално, пошто ги следите таа инфлуенсерска сцена, профи се инфлуенсериве, имаме профи инфлуенсери кои што навистина види, не е само фотографијата со телефонот Па гледај, направена, идејата сега веројатно се инфлуенсерството цени. знаеш се сврти на повеќе монтажа, да кажеме, и Да, користење со на рилсовите. апликации. Значи кој ќе направи поинтересна фотографија или поинтересно видео, значи сега се таа титлови, Значи, сепак гласот, забавното проаѓа музика. највеќе, така? Да, таа е варијантата, не е веќе например као јас ќе кажам нешто и веќе сите тоа ќе го почитуваат или да го напишам само, значи порано тоа беше инфлуенсерство и влијание, сега е повеќе сите да речеме инфлуенсери, не знам, има една ситуација зборевме, вика јас плаќам вика 300 евра годишно за апликации. Значи плаќа за апликации, за сечење, Купува така за ова, апликации, за да може да измонтира. направи видео. Значи они се сега и режисери, и камермани, и значи многу се врнува внимание на монтажата. Дури јас тоа викам има некои видерца, некои рилови што се направени, монтирани многу подобро, да речеме од некои Да, идејни шоу, решенија или такви одлични, ствари, да. одлични, да, дури имаат навистина убави идеи. меѓутоа многу се претерува, ја мислам, на тоа отколку на самиот производ, знаеш, тоа е варијантата. И на содржината на тоа Да, што треба да го... негативните, да речеме,
постови негативни, наводници за самиот производ повеќе поминуваат. Да, да, па кажем, негативната реклама исто да, е добра гледам реклама. сега нешто и фитнесот да речеме сега многу тренд. Така да здравата исхрана, вежбањето, например тие инфлуенсери имаат многу фоловерси и имаат многу доста работа. Да кажеме за нив, за разлика од некои други сега. Модата многу падна, да речеме, што се случува, брендовите ги користеа инфлуенсерите дека не ги набилдат своите профили, знаеш. И сега кога тој профил, например, некоја, не знам, некој бренд, ајде да не спомнуваме брендови, има 100.000, се него зашто би дал на некој што има 5.000 да му даде пари, зашто си го работи Ама на повторно се враќаме на тоа, демек бројката продава, а впрочем на тој што има 5.000 е, можеби сите тие 5.000 ќе му купат. Му веруваат и му веруваат и сега нешто е кај нас изместено многу и дури некош ме чуди што на пример јас некои инфлуенсери што ги знам ти не ги знаеш. И обратно, например, како бе не ја знаеш, не ја знам, не се појавила, значи буквално како различни медиуми се сите, значи како си следиш ти, нели. Па добро, веројатно според интересот, нели? Точно, Тебе ако моторите, мене колите, па јас имам инфлуенсери кои што нели имаат. Реално ние например водиме и социјални мрежи на некои одредени компании и знаеш може да го сетиме тоа што сакаат, како сакаат, што знаеш многу повеќе му веруваат на официјалниот профил на компанијата него на инфлуенсер. Затоа повторно се враќаме на истиот разговор. Да. И гледај, таа е уште кај нас некоја сива зона. Нормално дека сите тоа го прават за пари веќе. Така. Да, веќе и популарноста не им е битна за пари. Меѓутоа добро е нели да ги означиме тие кои што работеле и тие кои што биле окей, да речеме со брендовите и кои што знаат да го сработат тоа што е договорено. Ние имавме некои ангажирања тикам на инфлуенсери, задоволни сме. Од некои на пример што сме очекувале дека ќе направиме продажба, не сме направиле, сме добиле на пример многу број на следбеници на нашите профили. А од друг пошто не сме очекувале дека ќе продаде, сме купили, сме продале. Да. Ние имаме и наш моден бренд во однос на Хеланки да речеме и сега на пример кога сме ставале, таргетирале да речеме така мас бројки некои што има, сме добиле само фоловерси, не сме успеале да продадеме, меѓутоа кога сме таргетирале да речеме зумба, инструктор или не знам, фитнес тренер, знаеш, па тие што ја следат не ги купиле тие хеланки за тоа што реално им треба. Така да многу битно е тука што таргетот да го избереш е сега знаеш што е веќе умешност. Така е, па и искуство, тока веќе самите компании треба да си имаат луѓе кои што ќе таргетираат убаво. Сега инфлуенсериве претходно беа актуелни само со Инстаграм, но TikTokот се повеќе мислам дека е популарен и ги спомна и сам дека рилсовите и видеата. Што значи околу вашава манифестација веројатно веќе од следната година ќе треба и категорија некоја таква со веќе поделбата сакале да признаме или не се прави. Овде се фотографии, овде се видеа. Некој е успешен во рилсови, нели сториња од типот на видеа, некој во уметничка фотографија. Да, ма реално например нема кај нас да речеме некој само што е со TikTok. Да, генерално се тој го сите на има сите. и Инстаграм на сите профили, да, TikTok е како за помлади и таму треба да си добар со видеата. Ние имавме на манифестација за Блеске, што ја правевме каде што кога беше короната, ни праќа видеа луѓе, се емитуваше финалот и овде на Телма. А како музичко шоу беше, ама онлайн нешто така беше. Онлайн беше, така да таму на TikTok и на YouTube имавме ние многу голема гледаност. Например, Инстаграмот не пројде толку, зашто беа видеа, да речеме. И пак ќе кажам, тоа е треба да се одредиш на која кампања, на која социјална мрежа ќе ја тераш, но и тоа е веќе поддршка. Да речеме веќе спомнуваме ние се убавени здраве како принтен магазин кој што нели магазините беа во пат и такви ствари. Ние обстојуваме дури бројот на огласи ни се крева за едно истражување во Америка имаше каде што рекоа дека луѓето не веруваат на брендовите што ги гледат на социјалните мрежи, што знаат дека може секој се што да напише, али доколку тоа е на пример на телевизија или на испечатено. Се враќаме на старите медиуми, значи, тоа е како верба.
Значи ти веруваш, ја повторно ги кажам дека социјалните мрежи точно кога гледаме на интернет е као не знам како да имаш некоја поплава на вода, тоа се информации, значи кај што ќе се удавиш, а немаш да речеме една чешма чиста кај се напиеш вода, не знаеш од кај да се Затоа напиеш. и нели од старите медиуми и порталите кои што се на интернет еве како Телма, повеќе им се верува на тие информации, со надеж дека сето тоа е проверено, нели што е тоа така, од новинари, вистински новинари и сето тоа испрезентирано, Тоа е екипи, спакувано. например, кај што имаш ти лектори, новинари, Така. имаш редакција позади тебе, не смеш Така да што врти напишеш случаи све се што- враќаме пак на старите медиуми, односно дека вербата на гледачот, слушателот, Точно, читателот. Ние пред многу години, да речеме, може да има 10 години, сакавме Джейми Оливер да го донесеме списанието тука, имавме као компанија во регионот и имавме и ние тука можност. И се ние почнавме да го работиме и се огласи. Ставаме и се ми вика не смеш ова, не смеш ова, не смеш ова, само здрава храна, здрава ова. Океј, наоѓаме ние некои наши здрави производи и се викаме овој производ и ми вика добро, вика он пишал тука дека има толку калории, толку шекер, толку ова. Вика однеси го ти вика во лабораторија да го проверите тоа. И знаеш, онака дојдеш и викаш, чекај па овој пишал тука, знаеш, вика, од кај му веруваш ти дека тоа е тоа, вика, дали некој проверил? И ја така дојдов ситуација, знаеш, порано сите читаме, чекај колку калории има ова, колку шекер. Да. Знаеш, и кога ми го кажа тоа, сега па стварно викам, кој е тој што ќе го провери ова? Да. Дали е вистина тоа така? Така. Знаеш, сигурно има некоја институција кај нас што тоа го прави, меѓутоа до може толку се има прави, ама тоа недоверба. чини и ние некако сме навикнати. Да, и ние тоа не го така да издадовме помине. магазинот само заради тоа што ја требаше секој оглас што ќе го има, не знам, од вода па висиш до во колаче, лабораторија. да го однесем и да видам дали таму кај што пише дека има 20 калории Да. толку шекер, дали вистина има 20 калории толку шекер. Јасно. И останавме на тоа. Така, ви посакувам успех и утре со Профемина и во понеделник со инфлуенсер на годината и те чекам повторно со нешто ново. Тука сме расположени да ги информираме нашите гледачи. Благодарам Фала за ти, Александар. поканата.